Спортот здравје носи. На вратата од детската соба се слушна тропање. Бојан, зошто си се затворил в соба? Викна мајка му и влезе полека во собата, откако не слушна повратен одговор. И што да види? Бојан ги навлекол завесите, внатре жива темница, а тој занесен игра на таблетот. Мајката ги тргна завесите и сонцето навлезе во собата. Бојан почна да се мурти. Бојан, види какво сонце има надвор, времето е прекрасно. Ваква есен може само да посакаме. Хајде, излези надвор, другарчињата неколку пати дојдоа да те викнат, рече мајка му. Но мамо, нели сум настинат? Бојан направи тажна фаца. Во тој момент во собата влезе неговиот постар брат Бобан. Па нормално дека си настинат кога постојано си в соба и играш игри на таблетот. Никогаш не доаѓаш со мене. Зошто јас не сум настинал до сега? Праша горделиво Бобан. Зошто? Затоа што јадеш спанаќ повеќе, зајадливо одговори Бојан. Многу смешно. Цело лето спортувам, Бојане. Одам на тренинзи на ракомет, а едва и чекам да дојде зимата и да падне снег, за да можам да скијам, му одговори Бобан. И ја спортувам, играм фудбал на таблетот. Незаинтересирано му врати Бојан и почна да јаде смоки. Мајката се вмеша. Послушај го, брат ти, постар е од тебе. Ако не доаѓаш, јас излегувам надвор. Ке играме фудбал на игралиштето. Не знам како може да седиш затворен в соба, а сабота е и надвор има сонце, рече Бобан и се сврте кон мајка си. Мамо, дај ми едно јаболко, ке ми треба сила. За кратко време почнаа да се слушаат викотници од надвор. Навивање и наеднаш се слушна гол! Децата извикуваа Бобан, Бобан, Бобан! Бојан дзиркаше од прозорецот. Мораше да признае, надвор на вистина беше забавно. Со помош на мајка му се облече и слезе на игралиштето пред нивната зграда. Еве го и Бојан, викна некој. Хајде, за кој тим ќе играш? Се собраа децата околу него. Попладнето Бојан се чувствуваше малку поинаку. Преморен, но среќен. Заборави на игрите, на поените кои треба да ги собере. И тогаш посака да јаде едно сочно црвено јаболко. Сепак играњето фудбал на игралиште било подобро од играњето на телефон, помисли Бојан и загриза од сочното јаболко. Што мислите вие? Дали е во право?